Почитувани граѓани на општина Неготино, се наоѓам пред институцијата државен трудов инспектор во општина Неготино, каде што станува збор за следната работа. На 1.7.2027 година поднесов едно барање за дека во ТЕЦ Неготино пензионерите дополнително ќе работат, бидејќи станува збор за за конзервација на термоелектрана Неготино. Денеска е 10.7, до ден денеска нема одговор. Од овој прес сакам да знаат граѓаните во општина Неготино дека Гордана Чолчева, Никола Чапов до ден денеска немам извештај што сработиле, како сработиле и бидејќи граѓаните треба да знаат. Они заборават, мислат дека тоа е приватна фирма тука. Исто така треба да знаат граѓаните дека кога отидоа по контрола, воредна контрола, инспекцијска, пријавена од мене советник, јас сум Љубете Мелк од Неготино, тие не констатирале ништо, не виделе ни еден пензионер дека работи преку време. За ваша информација, граѓани на општина Неготино, треба да знаете дека исти пензионери кажа дека дошли на работа, работеле. Само Чолчева и Никола Чапов не ги виделе пензионерите, а ги познават лично. Во другата работа треба да знаеме дека требало да си повикаш полициско, обезбедување една работа и втората за да земеш поддршка од полициски инспектори да вршат легитимација на тие луѓе и да видат дека е. Потаму се поставува исто прашањето дали тие луѓе како влегнеа натре, кој обезбедил и оваа работа се подлежи на тешко кривично дело, прикривање на податоци, учество во криминал, непријавување на дополнително ангажирани луѓе, тоа е пензионери. Прво се поставува прашање дали тие луѓе имат сертификати, дали имаат лекарско уверение дека може да работат и се направени милион кривични дела. По другата работа, Гордана Чолчева, заедно со тамошниот правник Никола Петров, се договараат, вика, Љубете Мелко советникот го зафркнаме, ама го заебаме, вика, му падна пријавата во вода и на ден втори тука донесов уште една пријава. Тука беше и службеното возило на ТЕЦ Неготино, кое службено возило може еден саат му работеше колата се ладе, унатре, а Никола Петров со Гордана Чолчева го спремаат записникот како да изгледа дека се во ред. Тоа нема да ви помине, Гордана Чолчева да биде сигурно како очи наши и Никола Чапов да знаете. Исто така се поставува и прашањето како извештај направивте вие и како со Никола Петров извештајот го правите на ден втори во овие канцеларии во Министерството локална подрачна единица во трудовата инспекција. Кога дојдов на 2.7, тоа е канцеларијата, ова е столчето, дојдов во 8:25 часот, тука седеше на оваа столче Никола Чапов и се изјавуваше со мене до 8:30 часот, бидејќи во 8:30 му почнувало работното време. Исто така, граѓани на општина Неготино, треба да знаете институцијата, полицијата, јавното обвинителство се занимава со овој случај и да каже, бидејќи телефонот во истиот момент Гордана Чолчева си го заборавила, па со државната кола отиде од дома да си го земе, а Никола Чапов па дојде со државната кола. Дали таа државна кола на Министерството за ова што е за труд, треба да си обавува приватни работи, да ми се шетка по воа село на пијачка, по тоа и така натаму. Граѓани на општина Неготино, од овој прес го повикам директорот на фондот за труд, за дирекција за труд, јавното обвинителство, исто така началникот на полицијска станица Душко Коцевски и инспекторите да се занимаваат со овој случај.
Ова е чисто предметче да се употребат членовите. Злоупотреба на службена положба, прикривање податоци, несовесно работење во службата или има уште милион членови. Значи, овие двајца треба да заминат од оваа институција, да дојдат други млади и перспективни луѓе. Граѓани на општина Неготино, јас советникот Љубе Темелков нема да застанам тука. Сите информации и пријави мора да ги знаете за што станува збор. Тоа се буџетски пари на граѓаните на општина Неготино и секој криминал мора да го знаете вие граѓаните. Неготинци, бидете живи и здрави, Македонија вечна, Неготинци вечни, Неготино мора да биде здрава, чиста и економски развиена средина.